споменав повторно тема скијање со гости кои што изминатиот период не направија особено горди. Инаку за прв пат македонски параскијачи, станува збор за Зоран Јовановски и Вангел Тркалјанов, заедно со нивните тренери Јане Стефанов и Питер Илев ја представија Македонија на две престижни физ трки во Австрија и на двете трки Зоран го освои 7-то место и заработи физ поени, ќе ни каже што точно значи тоа. Вангел не успеа да ја заврши трката, но секако покажа доволно храброст и постави солидна основа за идни успеси. Во студиото 3 на Македонската телевизија ми е особено драго што ова утро имаме дел од тимот. Јане Стефанов и Зоран Јовановски, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Ни недостасуваат двајца, ќе ги поздравиме и се надеваме на комплетен тим во следното гостување. Но имаме многу убава тема за која што сакам да разговараме. Пред да започнеме со успесите, пред да ги продискутираме тие физ поени и што значат во однос на успехот и нивното значење за Македонија. Би сакала и ве, Зоран, да ве прашам на самиот почеток од кога и како почна приказната со скијањето? Приказната негде почна 2018. Благодарение на Јана и на Вангел преку Сдруженијето без ограничување, имаше нешто таму у Маврово. Бе дојден и инструктора од Велс, кои се работат со лица со попреченост, и таа беше причината. Тогаш прв пат пробавте да скијате? Тогаш прв пат. Ова е релативно кусо време за ваков успех. Што значи дека добар спортиста. Зоки е спортиста од душа, од секојаш бил спортиста, се занимава со многу спортови. Скијањето му легна многу, уште тогаш го видовме потенцијалот дека може да напредува многу брзо и да постигне резултат. Заедно и тренерите што тогаш всушност правеа обука на инструктори за да може да се занимаваат со снежни спортови за луѓе со попреченост. И тука не е само попреченоста како физичката попреченост, туку например и за слепи лица, и за без раце, нозе и така натаму. Значи има во скијањето има повеќе начини како да може луѓето со попреченост да скијат и тоа се тие адаптибилни спортови. Тогаш започнавме со таа приказна, меѓутоа оваа година прв пат дојде на ниво на спорт, бидејќи до сега Зоки немаше скијано на капи, исто и Вангел, нели? Нема скијано на капи, а оваа година за прв пат не поканија да отидеме на еден камп каде што се обучуваат луѓето за трки и може да пробаат капи. И тогаш на кампот сите почнаа да зборуваат ќе дојдете ли на трката после кампот, и ние бевме не знаеме никоја трка, ама окей, ќе дојдеме. И така се случи, случајно се случи да вакво учествуваме на таа трка, да бидеме дел од таа физ трка. Претпоставувам нема ништо случајно ни во 7-то место, ни во физ поените. Кое е нивното значење генерално лично и за вас, но и за државата, сепак ги браните боите на Македонија? Значењето за прв пат во Македонија некој да освои поена, тоа беше најголемиот успех. И најголемиот успех беше што негде 4-5 пати пробах на капи и веќе кој излезех на први, да кажеме, на трката, право усвоиме поена. Тоа беше најголемото значење. И споменав не е ништо случајно. Какви се тренинзи претходеа? Го споменавме Јане пред малку кампот. Колку тоа бараше, колку време прво да речем имавте простор да се подготвувате, а од друга страна колку физички напор е самата подготовка? Пред трката имаме негде околу 6 дена бееме на подготовки. Само 6 дена? Толку. Па што ќе правевме да беа 2 месеци подготовки? Ќе победевме. Веројатно. Јас сум многу задоволен со успехот што го постигна Зоки. Не со толку малку подготовка да успееш толку е навистина. Зоки може да постави резултат, меѓутоа
Неговиот успех повеќе го гледаме од аспект на мотивирање на други спортисти, други млади спортисти кои ќе можат да, не викам дека си стар. Не. Има уште во тебе материјал за да Има и тоа успеси. како со 6 дена. Меѓутоа да ги мотивираме младите луѓе да почнат да се занимаваат со овој спорт, бидејќи овдека можеме да успееме да постигнеме резултати. Тоа е најбитното. Коригирајте ме ако грешам, Јане, години наназад се знаеме, чинам дека вие и една мала екипа бевте првите кои што го скршивте мразот во однос на спортувањето на нашите граѓани со некаков вид на попреченост. Имаме навика често да зборуваме за инклузијата, но инклузијата и вклучувањето на нашите граѓани се прави на дело. Не само да имаат пристап до институции или образование, што е суштинско и нужно. Тука зборуваме и за спортот. Зборувавме час и половина во нашата емисија за ски центрите и што тие нудат. Меѓутоа, кога зборуваме за нашите граѓани, треба да зборуваме што нудат за една многу поголема група. Па така е, спортот треба да биде достапен за сите подеднакво. Значи, за луѓето без попреченост и за луѓето со попреченост. Постојат начини како да го направиме тој спорт подостапен и не е само пристапноста кон институциите или пристапноста кон центрите. Има еден цел систем да сите спортови, што можеме да ги замислиме, со одредени адаптибилни средства, да може да се прилагодат, да се занимаваат луѓето со попреченост со тој спорт. А луѓето со попреченост како активни членови во нашето општество, за да може да бидат продуктивни, спортот им е многу битен, затоа што така државата добива место терет, добива луѓе кои ќе бидат активни, затоа што тие што се занимаваат со спорт се поздрави, значи можат повеќе да вложат во, да речеме, во општеството, може да се вложат како и сите граѓани што треба. Какви промени во вашиот живот направи скијањето? Предпоставувам психолошки најголеми. Па од секој пат ми било, да кажеме, од кога почнавам веќе да тренирам со скијано од 2018, некак ми влезен едно од најјакиот спорт. Иначе пред това се бавак, да кажеме, и ошто се бавам атлетика, да кажеме, пинг-понг. Го возам Скопскиот маратон, да кажеме 42 км со обична количка. Ама скијањето е нешто посебно. Има ли ризици? Пак, има. Има и Сте тоа. се довела во некаква ситуација? Па сега, кога бееме последниот пат, бех паднал добро, јако. Да. Да, и тоа беше со добра брзина. Па, Штом сте тука, значи се е. Да, Да. значи се е во ред. Да. Добро, последниот пат не бев јас. не беше така. Не случајно ја спомена физичката активност, бидејќи на нашите граѓани со попреченост апсолутно им е неопходно и вежбањето и физичката активност. Но сите граѓани им е неопходно. Апсолутно, Сите. меѓутоа сакам да кажам дека кога има некој граѓанин со попреченост, велите па добро, има некаква попреченост, како може да го вклучиме, во кој сегмент? Апсолутно во секој, тоа им е неопходно, тоа го велат и нели лекарите, здравствените работници, физичката кондиција мора да се одржува постојано. Спортувањето е само еден од начините како тоа да се прави. Па има повеќе начини како да се вклучат во спортовите. Прво индивидуалните спортови може и сами да си направат екипа, како на пример екипата ја и Вангел што ја направивме во минатото и потоа го вклучивме и Зоки и други тренери и така натаму. Таа приказна почна. Има и државен систем каде што има нели сојуз на спортови, како се вика, сојуз на спортови за луѓе со попреченост. Не, Федерација за спорт и Федерација за рекреација, спорт. Олимписки комитет. Значи, треба само да сакаат, ќе ги најдат своите начини, дали сакаат да се занимаваат со пукање на пиштол, меѓутоа ние држиме, ако веќе кажуваме, нели како, ние држиме еден сегмент кој се занимава со спортови кои не се малце поинтересни, ќе ги кажам, значи скијање, поадреналински, значи ние во таа приказна да ги воведеме сите спортови да бидат достапни за луѓето со попреченост. Ги воведовме спортовите како што се скокање од авион, има Euro Challenge спорт каде што во тандем скока човек со попреченост и прави
одредени движења во воздухот кои после се бодуваат. Потоа го воведовме нуркањето, бидејќи нуркањето со опрема или со боци не изискува да речеме здрави нозе. Треба да можеш да дишиш под вода и да си уживаш во слободата на движењето под вода. Кајаците и некои по-досадни, ќе ги наречеме, иако се многу интересни, пливањето, точак возење и така натаму. Сите овие спортови ние се преку Сдруженијето без ограничувања, како што кажува и самото име, нема ограничувања, ги презентиравме на јавноста, некако успеавме да ги презентираме на луѓето со попреченост и да ги мотивираме да почнат да се занимаваат со некој систем. Немаме направено за да еве сега некое дете да дојде и да каже јас сакам да се занимавам со скијање. Нема одреден систем, меѓутоа ние лично ќе дадеме се од себе за да може да успееме во таа. Еве, можеби да покренеме иницијатива, ова е зимски период кога се скија, да ги поттикнеме и ски центрите да ангажираат инструктори кои што ќе може да им помогнат со часови на нашите граѓани со попречености. Ја добивте поканата од Австрија и тука почна сериозна подготовка, но не беше само подготовката. Не беше ниту едноставно, ниту ефтино пристигнувањето и престојот таму. Се е на само финансирање или има учество и државата? Првично само финансиравме, меѓутоа има најави дека некои пари ќе ни вратат, така да ќе видиме. Нема, ја никогаш не сум бил способен да најдам пари за да можам да ги Затоа ние го правиме тоа, ја говориме гласно. Да ги правам овие работи што сакам да ги правам или што сакаме да ги правиме. Меѓутоа се надевам на поддршка од големите компании и од државата за да може оваа убава приказна да спроведеме до крај. Целта ни е да отидеме уште на неколку надпревари. Наредниот е Марибор, почетокот на февруари, и да земеме што е можно повеќе бодови, бидејќи како иде тој ФИС систем, што повеќе бодови намалуваш, значи таму се негативни поените, како подобар и поквалитетен скијач, кога учествуваш на надпревари, целиот надпревар од сите се направи една сложена математичка формула, каде што врз основа на тоа колку е квалитетен надпреварот, толку бодови те кинат и на што поквалитетни надпревари идеш и имаш подобро место, тогаш се намалува и во еден момент ќе имаш доволно малку бодови за да може да отидеш на Олимпијада зимска, например. Оставаме простор и институциите и општествено одговорните компании да пројават интерес до Марибор. Во меѓувреме вас ве очекува подготовка. Каде ќе го правите тоа? Имаме снег на сите ски центри. Ќе биде некој од домашните вашиот избор или? Па не знам. Постои ли патика некоја која што е соодветна? Ајде, така да се изразам. Ова е едно убаво прашање, за кое сме разговарале многу. Нашите центри, така како што се концепирани, не нудат добра поставеност на објектите за да може луѓето со попреченост да се занимаваат со скијање кај нас. Бидејќи ако отидеме на Попова шапка, од моментот додека излезе од, да речеме, базата кај што се прават тие подготовки, кај што ќе може да седне, да одмори, опремата да се остави, бидејќи тоа е нели ситски голема опрема, до моментот на скијање ќе се измори тој. Да отидеме до местото каде што е поставена стазата ќе се измори. Истото се случи и во Маврово, другите центри имаат или премногу кратки или не. Потребно е место каде што ќе може да направат основните физиолошки потреби, за да може до веце да отидат, да одморат, да јадат, и тоа сека некако е многу подалеку. Освен овие центри горе што се па Австрија, нас најблиску ни е омилениот центар на Зоки. Пампорово, бидејќи таму имаме таква база каде што можеме да го тоа изведеме за да биде полесно за нив, а и за инструкторите. Имам уште минутка, имам уште неколку прашања кои што сакам да ги искористам. Имаме среќа сезона со многу снег. Што кога нема снег? А треба да се одржува и кондицијата и да се вежба. Во Австрија секогаш има снег. Што значи дека требаат финансиски средства за да отидеме се замине таму. Да.
Еве, сосема на крај да пратиме некаква порака, сакам и до младите. Имаме голем број на наши сограѓани, млади со попречености, на кои што им треба мотив плюс да излезат од сигурната зона и да пробаат нешто што навистина ќе им донесе бенефит на долг рок. Што е тоа што можеме да им го кажеме, Зора, Јане, да ги охрабриме? Па да ги повикаме, да дојдат да видат како скиеме, да пробат во нашиот сит ски как се скија. Јане е тука за нек да ги обучи и толку. Ја мислам дека пораката многу поефективно ќе биде ако отиде до родителите. Апсолутно, да. Родителите некогаш ги ограничуваат додатно Од своите страв, деца меѓу од страв другото. дека ќе Да. бидат повредени. Да. Значи, ќе бидат посреќни ако се занимаваат со спорт. Затоа ги охрабрувам родителите да ги пуштат своите деца да може да се занимаваат со спорт. Ми го направивте и денот поубав, емисијата поубава, благодарна сум за тоа. Она што посакуваме, прво многу здравје да ве служи и двајцата, да стигнете, целиот тим впрочем, да стигнете до Марибор, да поминете убаво, па со нови поени се надевам, ќе ви имаме овде во Македонија наутри со нови успеси. Искрено се радувам на тоа. Благодарам што не Благодарам поканивте. многу. Вие секогаш сте наша поддршка во сите луди идеи што ги имаме. А голема радост те ни благодарам. 9 часот, време е за новиот инфопреглед, го има колешката Маја Станова и Вештојнова во земјава и светот.